Информацијата со Никовски. Добар ден, почитувани слушатели. Денешната емисија ќе започнеме со нешто што е за нас постојано актуелно и што на свој начин потврдува некои тези кои овдека сме ги изложувале и давале, а тоа е повторно сврзано со проблемот со нашето име, туѓиот проблем со нашето име, и во почетокот ќе се фокусираме малце на најновите настани во Грција. Јас би рекол дека таму се случува една бура, која е точно рефлексија на обидите на Вашингтон да во текот на оваа наша криза и оваа наша на овој наш галиматијас да го решети проблемот со името. Значи, сето тоа што сме го веќе објасниле, а тоа се сведува на, велам, изјавата на Бејли дека кога, ако не сега, треба да се реши името, на средбата на Нимицо Кодзијас во Луксембург, на претходната посета на Кери на Атина и претходно средбата во Вашингтон во октомври мината година меѓу Кодзијас, Ципрас и Кери. И сето тоа беше во припрема на една секојаш да се избрише македонецот, да се затвори македонското национално прашање и да се прекаси државата и со тоа индиректно разнебити народот. Значи, сега имаме во Грција една бура, вистинска бура. Прво имавме неколку изјави на истакнати нивни личности. Еден беше министер, другиот беше пратеник на Сириза и слично, кои велеа дека Македонија, значи, не го игнорира нашето име и тоа веќе создаде одредена бура, меѓутоа таа беше на некој начин контролирана. Сега веќе имавме прво една оштра дебата меѓу Каменос, министерот за одбрана и коалициониот партнер на Сириза во власта, од една страна, и Бакојани од друга страна, од тоа која е вистинската грчка политика во врска со нашето име. Велам, нема никакви дилеми дека целата ова бура во Грција е резултат на овие американски настојувања да се реши една за секогаш нашето проблем со нашето име. И за прв пат во историјата, како што веќе спомнавме, Грција е под жесток притисок од Вашингтон да прихвати солуција која таа не може да е проголта. Подоцна може да ќе објасниме таа разлика уште еднаш меѓу Вашингтон и Атина околу начинот на кој треба да се реши кризата, бидејќи тоа треба сите да го знаеме, бидејќи се работи за една тешка избама од страна на Вашингтон. И во таа, значи, во тој жесток притисок, очигледно во Атина се појавуваат сомнежи што не спремно да направи сегашната власт, односно дали, како велат тие, ќе го продаде името. Значи, имаше таа жестока дебата меѓу Каменос и Бакојани, и сега Бакојани поддржан уште двајца пратеници на Нова демократија, поднесе официјално барање до Кодзијас да ја објасни грчката политика. И тие наведуваат дека грчката политика е дефинирана во 1990 година, и тоа да подсетиме, за разлика од нас, кај што никој не сме имале никаков консензус и договор околу ова прашање, тогаш во парламентот има така наречен комитет за меѓународна политика, како што ги има сите парламенти, и на тој комитет седнаа сите представници на парламентарните партии и договорија на кој начин ќе се води ова прашање. Тоа е периодот на Кофос, кој беше шеф на штабот во Министерството за външни работи во Атина, и тогаш ќе направи таа стратегија. Почетокот на таа стратегија беше дека не можеме да користиме името Македонија. Меѓутоа, таа стратегија подоцна еволуираше во смисла дека треба да се оди со некаква географска или друга додавка, да се, значи, девалвирано на одреден начин нашето име и националниот идентитет на македонскиот народ. Имаме втор некаков договор меѓу главните партии во Грција, тоа е во 2007 година, кога беше заземен став дека, тоа е на крајот на 2007 година, кога беше заземен став дека Македонија не сме се дозволи Македонија да влезе во НАТО. Со други зборови, тие има повторно консензус дека треба да се стави вето кој е потребно на самитот во Букурешт, меѓутоа вето не беше ставено, бидејќи
поинаку функционира алијансата, туку беше направен консензус дека Македонија не може да биде влезена, со тоа што, да бидеме јасни уште еднаш, сето тоа го водеше Вашингтон и направи смена на политиката на алијансата према Македонија од отворени врати до широм затворени, со блокада, уцена и ултиматум, прво името, потоа членство. Иначе се вратиме нова бура во Грција, постојат сомнежи што и како е спремна владата на Ципрас да направи новој план. Меѓутоа е јасно од сите претходни изјави на председателот на Кодзијас и слично, дека Грција не е спремна да го прифати американската формула и дури малце нека биде и ако сакате контрадикторно или неочекувано или како сакате, денеска можеме да благодариме на Грција за таа нејзина јасна позиција дека нема отстапки ни против Америка во тие модалитети на решавање и со тоа го трга притисокот и обидот да не докречат сега нас, кога државата е фрлена на колена, кога сме послаби од било кога поделеноста македонците е подлабоко од било кога, значи во тие услови да ни наметнат решение кој ќе, значи, катастрофа за оваа држава и за овој народ. Мислам дека тоа нема да помине и тоа е добро што Грција обстојува на наистината она неприфатлива и надвор думот формула ерга омнес. Значи, во секое добро има и лошо, во секое лошо има и добро и во оваа ситуација велам позитивно е што Атина нема да дозволи Америка да продолжи со својата убиствена уништувачка политика према македонскиот народ и македонската држава. За дипломатијата со Никовски. Продолжуваме, почитувани слушатели, со Грција името Америка. Значи, можеме да заклучиме, мислечи дефинитивно, дека во целиот овој галиматијас кој ни е направен со прислушувањето, со бойкотите, со пржино и слично, целта беше да се прекраси државата. Грција не е спремна за било каков компромис, односно отстапка од нејзината максималистичка линија, а тоа значи дека Америка и Вашингтон доживува нов пораз. И тоа во додадена ситуација втор пораз во исто време. Значи, целта беше да се смени ова гарнитура, да се донесе опозицијата која беше спремна да го витка арбетот и на тој начин да се отвори простор за она американска политика во однос на името и да се Грција присели да го прифати тоа. И тоа пропадна, власта во Македонија не е променета, направија све да ја срушат и ситуацијата денеска е таква што се враќаме на почетната позиција. Со други зборови, можеме да очекуваме жестоки реакции од Вашингтон, бидејќи тие веќе 25 години немаат добиено ништо во спор, бидејќи е тој измислен, решенијата што ги предлагаат се надвор од умот, не можеш ти во текот на 21-виот век да игнорираш постојање на еден народ. Значи, целите кои ги зацртаа се апсолутно нереални и недостижни и во текот на 25 години на еден и друг начин доживуваат порази од една мала, сиромашна држава. И сега, кога оценија дека доаѓа моментумот, дека доаѓа мигот кога треба да ги реализираат сите тие своји аспирации, тие повторно доживуваат и тоа два порази. Затоа, како вели народот, ранетиот лав е исклучително опасен и може да се очекува дека реакциите кои веќе на некој начин ги доживеавме, кога беше тука високиот функционер на Стейт департментот Хојт И, веќе од неговите изјави се гледаше дека се бесни, дека полека го губат трпението, ама нека сватат што порано дека тоа што е недостижно не може да го постигне, дури кога се работи за една мала и сиромашна држава каква што е Македонија. Да се вратиме на Грција, сега во последно време беше најавено дека сегашниот амбасадор нивни во Скопје, Лалакос, ќе оди директно на нова функција во Вашингтон. Почитувани слушатели, тоа е втор пат да амбасадорот од Скопје оди директно за Вашингтон. Пред него беше случајот со Александрос Маљас, кој беше првиот грчки амбасадор во Скопје. Ова е нешто невообичаено. Знаете, на листата на важни службувања на амбасадорите Скопје во целина мисла Македонија не е на некој големо место, напротив, центрите се знаат кои се,
od Moskva do Washington, do London, Paris, Rim i така нататък, Берлин се разбира. И сега вие да испратите, да делегирате некој што бил во Скопје, во Вашингтон, и то повтор пат, најсигурно можеме да тврдиме дека значи и покажува од една страна која е улогата на Вашингтон во решавањето на спорот, значи тамо е клучот што овде го тврдиме постојано, и второ, дека Грција е свесна дека тамо треба да биде човек, значи во Вашингтон, кој ќе биде махер, кој ќе биде најупатен во проблемот со нашето име, за да биде тамо квалификуван во сите тие експерименти, политики, обиди и слично кои ги спрема Вашингтон. Значи, од две страни добиваме потврда, прво дека е клучот на името сепак во Вашингтон, и второ, дека ова прашање за Грција е од клучно значење. Мислам дека тоа го знаевме и до сега, меѓутоа тоа сепак покажува дека тие работи кои на еден и друг начин ги елаборираме, тврдиме, се потврдуваат. Мислам дека тоа мора да не биде јасно и да бидеме свесни дека клучот, решението е не во Вашингтон, не во Атина. И сега, зборувајќи за Грција и односите во регионот и улогата на Америка, мислам дека треба да ја спомнеме и посетата на Путин на Атина. Таа треба да се реализира, ако не се лажам, почнувајќи од утре. И тоа дава одредени сигнали кои во целина не треба да бидат многу баш позитивни за нас, меѓутоа тоа е демонстрација на историски добрите односи меѓу Атина и Москва. Да посетиме само дека Атина е голем купувач на руско оружје, иако е членка на НАТО, се работи за милиарди долари. И од друга страна, во дадениот момент, тоа е взаемен интерес на двете страни, бидејќи едната и другата бараат некаква ревалоризација на својата меѓународна позиција. Грција од една страна сите знаеме дека е под тешки притисоци од своите западни партнери, почнувајќи од Брисел па до Светската банка во врска со финансиската криза, постојано поставуваат нови услови, нови стегнувања на ременот, и тоа во Грција предизвикува разни струења, незадоволства и така натака. Со овој начин Ципрас демонстрира одредена независност, ја диверсификува својата надворешна политика. Тоа го правеше и порано. Ципрас беше неколку пати, ако не слажам, во Москва, откако е премиер, а велам сега доаѓа и Путин. А Русија од друга страна е, како што знаете, под санкции од Европската унија, и оваа посета на Путин и оваа соработка со Грција добро доаѓа на Москва да демонстрира дека не можат ништо, дека членките на Унијата не се унисони и не се на иста линија постојано на одредени, ајде ги речеме глупи, ако не тоа некој многу дипломатски збор, политики кои се водат према Русија. Велам, значи, имаме некаков нов развој во регионот, некакво унапредување на меѓународната позиција на Грција, а тие грчко-руски односи во секој случај не се поводи за нас, бидејќи на крајот од краиштата проблемот со нашето име ќе биде решаван во Советот за безбедност, а таму, како што знаете, Русија е постојана членка со право на вето, и таа, иако формално го има признато нашето уставно име за меѓусебната комуникација, мислам дека ќе води повеќе сметка за интересите на Атина и ќе биде на некој начин не пречка, али во секој случај една од тие компоненти на кои ќе можеме некако после да се ослониме. Од друга страна можеме да спомнеме и другиот факт дека од наша страна ние ништо не правиме за да заинтригираме Москва, да покажеме поголем интерес према Москва, да бараме поголемо разбирање и подршка околу името. Велам, ние тука водиме некаква неразбирлива за мене политика, која во секој случај не е од наша долгорочна корист. За дипломатијата со Никовски. Но да се вратиме на нашите состојби и влијанието кое го трпиме од надвор и кое најчесто е неконструктивно во однос на нашите интереси. Сите знаеме дека командите на кризата во која живееме ги држат странците. Поточно, Вашингтон често пати преку делегати од страна на
Brisel, Berlin, verovatno i drugi centri. Međutim, koga kaj nas se razgovara, diskutira, analizira, sogledува ovo što se slučuva, mnogo redko, da nečam skoro nikogaš, ne se spomnuva negativniот faktor vo negativna, stranskiot faktor vo negativna konotacija. Sve se zboruva, analizira, razmislува kako da se tije tuka nevini i vo spremno samo da ne pomognat nas, nego da iki smetka za nekog drugi po široki njimni interesi. Naprotiv, početovani slušatelji, stranskiot faktor vo Makedonija vo 99% slučajevi povajde i završava sa svojite interesi, ignorirajući ih našите fundamentalni. Znači, to je ta osnova vrst koja moramo da gi sogleduvаме, работите, ако сакаме да ги разбереме во правата смисла и да не бидеме дезориентирани да донесуваме погрешни заклучоци. Значи, ако е така е, ние кај нас е топката да го промениме таа ситуација, бидејќи во спротивно не ни се пишуварно. Сите тенденции се негативни во последно време и, велам, Вашингтон и другите меѓународни фактори, вклучувајќи и Германија и нејзиното вклучување со специјалниот пратеник, покажуваат дека тие сметаат дека сме докрајчени пред капитулација и затоа секој доаѓа тука да земе некој мал дел од колачот. И да се обидеме да објасниме еден апсурд во основата. Сите знаеме дека кризата започна, заборавајќи го прислушувањето кое трае 3-4 години, може да и повеќе, мислам, трае цело време на независна Македонија, меѓутоа актуализирано е, систематизирано веројатно и насочено према врвот на државата последниве 3-4 години со многу јасна намера и да преминеме на тоа дека формалната причина за овие недоразбирања е оспорувањето на изборите парламентарни од 2014 година. Вие знаете дека опозицијата ги изгуби глатко, со огромна разлика, и знаете дека никакви приговори не поднесе. Тоа беше очевидно политика договорена со странскиот фактор, дека треба да суди на бојкот и ништо понатака. Сега, почитувани слушатели, ако тврдењата нивни за некаква кражба на изборите во 2014 година беа точни, тоа значи дека електоратот не им бил наклонет и дека тие направиле разни махинации и злоупотреби за да го добијат мнозинството. Да добиеш мнозинство 200.000 гласови во ваква држава како што е нашава мала, треба да си не махер, него нешто вонземаljsko. Меѓутоа, самиот факт што сега, после 2 години по тие избори, ево нека биде украдени, 2 години по тие избори, откако опозицијата поддржана од странство, односно нахранета од странство со показатели, документи, нелегални сите и криминални од прислушување на приватни разговори, ја изрезили власта на еден начин кој е, да нечам, некултурен, без оглед што е покрај тоа што е нелегален и надвор од законите. И сега, значи во такви услови, таа власт која не ги украла минатите избори, под наводници, сега се уште има водство од 2 и нешто према 1. Ако е така, а така е, значи нејзиното водство во 2014 година за време на изборите било многу поголемо. Тоа покажува дека се работи за една тешка измама, за една тешка манипулација, се со цел да се постигнат одредени политички поени и да се намали, да се стесне маневарскиот простор на владеачката гарнитура. Мислам дека поголем доказ од тоа нема, бидејќи ако не беше така, опозицијата ќе одеше гладко на избори, према нивните очекувања, ако навистина народот беше невне да стане, ќе ги добиеше и ние завршуваме и загубавме од кризата. Значи, се работи за една тешка измама, се работи за една тешка манипулација, која нема никаква реална основа и затоа сега ние сме заглавени во едно небрано лозие, бидејќи сите сакат формално избори, ама тоа е само формално, додека практично не сакат, бидејќи изборите ќе значат пораз и крај на кариерата на некои политичари и крај можеби и на една политичка партија која има одлична историја, која има за себе и вредни резултати покрај разни грешки кои што ги имаат сите. Меѓутоа, велам, во прашање е нивната екзистенција
и лична и партиска, и затоа сега се наоѓаме во повторување на некои работи кои не држат вода. Тие што тврдат дека што го избоксираа заедно како марионети на странците и договорот од 2 јули и протоколот од Пржино, сега де факто не знаат дали Пржино обстојува или не. Ако не обстојува, се враќаме на претходната позиција. А ако обстојува, на што инсистираат странците, треба премиерот вистински, избран од народот, да повторно се врати на власт. Затоа што тогаш беше договорено и во закон преточено дека премиерот ќе се повлекува од власта 100 дена пред изборите, дека на 3 месеца или колку нешто повеќе, односно 6 месеца ќе имаме мешана техничка влада и слично, а сега опозицијата повторно бара да има некаква влада на широка коалиција и слично, тоа е негирање на договорот од Пржино, односно договорот од 2 јули и протоколот од Пржино. Велам, кога ќе трнете во погрешна насока, кога ќе заглавите во калта, не ве вади никој. Вие само со секој нов погрешен потез, бидејќи не може да повлекувате исправни потези, бидејќи сте во небрано, сте во една во елементи кои се апсолутно надвор од умот, и вие со секој понатамошен чекор само подлабоко заглавувате во калта. Мислам дека сега во дадата ситуација следниот чекор на власта откако беа вратени, откако беше вратена политичката влада, следниот чекор треба да биде поставка на премиерот, да привремениот премиер, да си дојде вистинскиот премиер и да се продолжи со политичката влада која е избрана од народот и да се омеѓу време интензивно работи на расчистување на сите проблеми кои беа воочени во врска со изборниот процес, било тоа да е избирачкиот список, било да се тоа слободата на медиумите, било да е партизацијата на државата, која се исто така измислени флоскули, бидејќи во Македонија има апсолутна слобода на медиумите, апсолутна слобода, со исто така на објаснување дека во секоја власт во светот настојува да биде што подоминантна и да има што поголемо влијание во медиумите, тоа се случува и кај нас, а што се однесува во изборите, за процесот на изборите и улогата на медиумите, да спомнеме дека не на овие, него на претходните американски избори, едниот кандидат за председател имаше изборен фонд од $1,500,000,000 ми се чини, а другиот имаше $800,000,000. За каква равноправност се зборува во медиумите, кога со тие пари де факто се купува простор во јавните медиуми. А истовремено, в пракса е во сите западни земји да медиумите заземаат страна во однос на одредна партија, подржуваат отворено, што се случува и кај нас. Према тоа, ништо невообичаено немаше кај нас, меѓутоа тоа се флоскули, тоа се поводи како да се игнорира државата, политичкиот систем и особено власта која не е прифатлива за тие од надвор. И да спомнеме само и тоа дека така нареченото одвојување на државата од партијата е исто така недефиниран израз кој ништо не значи и се значи. Партијата која ја зема власта и доминира со власта, не така ја употребува таа власт, а да споменеме дека во Америка кој ќе дојде смена на партиите меѓу двете тамошни партии, нели така, републиканската и демократската, само во државната администрација во Вашингтон се менува 20,000 личности, бидејќи тие биле поставени од претходната партија. За дипломатијата со Никовски. Кога зборуваме за целосно враќање на политичката влада, значи вистинскиот премиер во државата, мораме да бидеме свесни дека Груевски е под силен, веројатно жесток притисок од меѓународната јавност, односно не јавност, него меѓународниот фактор пред се од Вашингтон, да не се врати на својата позиција. И мислам, во тоа има логика, бидејќи да не забораваме дека тој е символот на нашата непокорност, символот на нашата неспремност да се прекрстиме како држава и раздебитиме како народ, и дека се што се правеше во последниве 2 години и прослушувањето кое траело веројатно 4 години и сите бойкоти, Пржино и слично, беа со цел да тој ја напушти политичката сцена. Мислам дека тоа не треба да биде спорно, меѓутоа, велам,
ако веќе одиме на пржино, а го почитува тој, го поддржува меѓународниот фактор, тогаш значи само враќа на претходната позиција, бидејќи на состојба, на претходната состојба, бидејќи со закон речено 100 дена пред изборите ќе се смени премиерот и ќе се повлечени така и му се дава де факто шанса да ги подготвува изборите без онај редовен напор да ја води владата, што може да биде и позитивно за самата партија. Така да мислам, тоа е реалноста во која се наоѓаме. Меѓутоа, при таков еден чекор кој треба да биде, би се чини, одлучно демонстрирање на владењето на правото во државата, на владењето на оние што имаат легитимен избор од народот, али тоа треба да биде пратено, следено со поуки од досегашните грешки. Нема никакво сомневање дека во 10 години на власт сегашната гарнитура има направено богами сериозни грешки, иако нема стратегиски, некои се биле неизбежни, некои биле непотребни и дека сега треба се идече на раучение, да се анализира онака објективно што е погрешено во минатиот период. Меѓу другото, да бидеме јасни, имаше одредено игнорирање на опозицијата, што на крај се врати како бумеранг. Опозицијата има секојаш улога во власта, во државата, бидејќи таа е некој корективен фактор, некој кој како конкурент кој стимулира и поубави решенија и по-добри мерки во интерес на сите граѓани, меѓутоа кај нас за жал тоа не беше и се тоа тоа треба да резултира со составката на сегашниот приведен премиер, враќање на стариот и една сериозна реконструкција на владата, бидејќи сите што се на некој начин инкриминирани, било тоа оправдано или не во тие прислушувања и слично, треба да се тргнат од власта, на некој начин да се следи примерот на Али Ахмети, кога ги повлече сите министри од владата, до тогашни министри. Мислам дека не треба да има дилеми дека тоа не е негова одлука, дека тоа му било сугерирано од Вашингтон, под чија контрола е дефинитивно дуи, уште од времето на создавањето во 2001 година, и дека тој чекор на свој начин значеше и ти кажувам, Керко, слушај снао. Значи, мислам, тоа треба да се следи како поука, не може да биде целосно тоа направено со сите, меѓутоа еден добар дел на тие што се на некој начин инволвирани во некакви сомнежи, треба да се трнат од владата. На тој начин ќе се отвори пат да се тера по можност, да се тера мандатот дури до крајот до 2018 година, а ако не, како што рековме, може би оптимално би било изборите се одржат на почетокот на следната година, заедно со локалните. И најновиот настани во држава, ние видовме дека вчера и лидерите на опозицијата излегува и фрла бои, уништува материјални добра на државата. Мислам дека тоа е еден добар исчекор на опозицијата, покажа кои се нивните дострели. Како што претходно рековме, кој е некој во калта, нема многу избор, оди понатака со глава во зидот и само прави нови грешки и нови бели. Точно тоа ми се случи на опозицијата вчера. Тие покажа дека стојат за овој вандализам, за ова хулиганство и тоа тие не се веројатно свесни толку дека ќе биде осудено од народот. Знаете, правото на демонстрирање е апсолутно универзално. Секој што мисли дека нешто не е исправно, од оние што демонстрираат против одлуката да плаќаат парно грејење, а не го користат, кои јас да ви кажам искрено целосно ги поддржувам. Не можеш да плаќаш за нешто што не го користиш. Ако живееш во зграда, а си истучен, не можеш да плаќаш, не смееш да плаќаш, бидејќи ако плаќаш за некакво грејење индиректно што добиваш, те треба да ти платат за цевките што морат низ твојот стан, велам. Така да во суштина, секој има право да протестира, да го изрази својот гнев и своето незадоволство, кое многу често, да бидеме објективни, е реално и соодветствува на состојбите на грешките кои ги прави власта. Меѓутоа, тоа не сме да толерира во никој случај хулиганство и уништување на имотот. Така да, сите тие што протестираат, пред некоја вечер помина пред собранието, тамо немаше 1000 души, беа може 600-700 души, грлати се разбира, фрлаа бои повторно и така натака. И
тоа, ако си дел од таа толпа, ти де факто тоа го поддржуваш и си учесник во тој криминал. Значи, ако си добронамерен, ако сакаш да штрајкуваш, односно да демонстрираш, тоа не можеш да го правиш со рушење. Тоа треба сите тие што не мислат така, што имаат, мислам, своји критики за власта, што е неспорно и сигурно во добар дел и оправдано, тие треба да се дистанцираат и да кажат ние не учествуваме. Ако учествуваат таму, сите се вандали, сите се хулигани и тоа заслужува секаква осуда. А последните вести дека тие хулигани и вандали се казнети со 50 евра, тоа е повеќе жалосност колку што е смешно, бидејќи тоа не соодветствува на тој чин. И од друга страна, видовме дека меѓу нив има и универзитетски професори. Тоа е срам за универзитетите и за факултетите и мислам дека сите декани или ректорот на Скопскиот универзитет за сите инволвирани професори во вакви вандалски чинови треба да биде повод да покренат одредена постапка против тие луѓе, зашто тие не може да ги воспитуваат нашите идни генерации. Тоа се луѓе од улицата, уличари, хулигани и тие не може да бидат некој кој ќе биде некаков идеал или, не знам, мотив за учење нашите студенти. Мислам дека тоа треба што поскоро да се направи, бидејќи во спротивно, велам, се добија погрешен печаток и идеја дека државата не функционира. Да некој што јавно демонстрира и фрла боја, а ти го пушташ и му дадеш 50 евра, тоа, велам, тоа не соодветствува на самиот чин и напротив, во дадената политичка криза, таквото однесување е уште додатно мислам, интензивно, за да се осудува со некаква формална парична казна од смешни 50 евра дури за наши прилики. Дури да е поголема таа казна и 500.000 евра, мислам дека не соодветствува на чинот, бидејќи во прашање се обиди да се руши државата и затоа мора да се реагира најоштро и да не се дозволи да такви типови и хулигани доаѓаат до израз во нашето општество. За дипломатијата со Никовски. На крајот од денешната емисија, почитувани слушатели, ќе се осврнеме и на една колумна на Стојан Андов, познатиот Стојан Андов, кој на времето имаше и историски, да речам, заслуги за оваа држава, има вградено тули во нејзините темели, пособено за време на крајот од војната во 2001-та. Меѓутоа сега просто за неверување на колку ниско ниво паѓа човекот, кога во колумна објавена во Утрински вестник на 18 мај, во насловена во последен момент, де факто човекот за да го заговара државен удар. Тој бара да... Тоа беше во предвечерието кога уште не беше донесена одлуката на Уставниот суд за враќање, за поништување на одлуките за распуштање собранието и со можност стварање можност за одлагање на изборите. И тој бараше да преку 50, односно преку 60 пратеници се соберат само иницијативно во собранието, го прогласат сегашниот председател за неизбран, односно да го променат, да донесат да изберат нов председател, да ги поништат, да го поништат, значи да се врати собранието, да ја поништат одлуките за распуштање и да ја прогласат аболицијата на председател за ништавна. И паралелно да повикаат, да ги повикаат партиите да создадат влада коалиција, односно влада на широка коалиција. Тоа е чист државен удар кој ми се чини дека не му служи на чест на човекот, али во секој случај и тоа човек кој има искуство, дебело искуство во политичкиот систем на земјата и човек кој беше долго години председател на тоа собрание. Велам, тоа е директно повикување на државен удар и за среќа Уставниот суд го отвори патот и отвори излез од ќорсокакот и мислам дека со самото тоа падна во вода и овие за размисли идеи на Андов. Тоа беше оглавно денеска, почитувани слушатели. Да ја потсетам уште еднаш дека треба да купуваме македонски производи, особено преди на криза, дека на тој начин најмногу се изразува патриотизмот, односот према собствената држава
odnosот према сите нас и особено према своите деца, да не забораваме дека така може не се однесуваат, влезете во многу самопостуи и ќе видите дека туги производи се на испрчени и стурени на најобилните позиции, а нашите се некаде скриени. Очигледно трговците наши се летно подкупливи, странските фактори ги стимулираат со ситни некакви подароци да ги форсираат нив, а тие забораваат дека на тој начин вршат чин на предавство. Тоа зборот не е премногу силен, туку е напротив соодветен на таквиот однос кога за ситни некакви привилегии и користи се жртвува иднината на сопствената земја. Затоа купувајте секојаш домашни производи, на тој начин ќе покажете својата политичка зрелост. И умно за денеска ќе подсетиме, како умно за денеска ќе подсетиме на една од најстарите политички доктрини која гласи: подели па владеј. На латински divide et impera. Значи, тоа, почитувани слушатели, е начинот на кој меѓународната заедница се однесува према Македонија, и тоа не само сега во овој период, него последните 150 години. Поделбата на леви и десни, на позиција и опозиција, или каква сакате, разбирате, што ни се случувала веќе најмалку век и пол, е резултат на странските интереси кои не конфронтирале едни со други, не ги бришеле мозоците, разни армии, разни туги војски мобилизирале наши луѓе. Се случувало Пиреј на Петреман Андреевски, еден класичен пример, кога едниот брат војува во една војска, другиот брат во друга војска, едни против други се сочени, без никакви национални ни лични интереси, туку чисто како слуги на странските империи. Значи, мислам дека денеска тоа е на најеклатантен начин случајот. Мислам дека никој не биде подлабоко поденет кој што сме сега, а тоа е начинот на кој западните тајни служби пред све успеваат, бидејќи на еден или друг начин тие корумпираат, врзуваат, користат разни личности за своите интереси, а тие после тоа без срам и перде се експонираат од домашната јавност, и кај нас таа осуда на таквите лица, кои веќе ги знаеме по име и презиме, преку Сорос, преку УСАИД и слично, тие се толку експонирани и толку се бескрупулозни што дори боде очи да ги осудиме едногласно, меѓутоа велам за жал тие странски финансери успеваат во тоа и затоа се наоѓаме на такво дереđe. Мора да се освестиме како македонци, мораме да бидеме свесни дека македонецот не може да му биде волк, и ако тоа не го направиме во што поскоро време, мислам дека си сечеме гранката на која седиме и како народ и како држава. Тоа беше, значи, за денеска почитувани. Благодарам за вниманието и срдечен поздрав на сите. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Водител и уредник на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 26. мај 2016 година. Останете ви и понатака на барановите на ова слушано радио во боја. За дипломатијата со Никовски.